После се што видовме и доживеавме во годините зад нас, никој нема ни ронка дилема дека трансформацијата на управата за безбедност и контраразузнавање, вклучително и на механизмите за контрола на следењето на комуникациите, е од суштинско значење по однос на системското редефинирање на безбедносниот сегмент, рече министерот Оливер Спасовски во вчерашното обраќање на научно-стручната дебата за процесот на трансформација на УБК и механизми за контрола на следење на комуникациите, што се одржа на Факултетот за безбедност во Скопје. Врз основа на постоечкото наше искуство, но и на множество европски оценки кои што ги добиваме, анализи за овдешните состојби, сме едногласни во сознанието дека УБК со својот концепт на функционирање беше предмет на класична и континуирана политичка злоупотреба во годините зад нас, преку која што политичко-бирократскиот естаблишмент ја генерираше општата коруптивност на општеството. Тоа е сосема јасно каква и колка е големината на задачата што имаме превземено во насока на корените реформа на овој безбедносен сегмент. Кога пред 2 години беше промовиран извештајот на Европската работна група предводена од господинот Райнхард Прибер, која ги скенираше и анализираше состојбите тогашните, или да ги наречам така наречени перформанси на македонскиот општествен систем, токму управата за безбедност и контраразузнавање, незината позиција, функционалност беа посочени како базичен инструмент преку кој што власта во тој период до перфекција го имаше развиено својот собствен систем на контрола и корупција на граѓаните и општеството, на нивна уцена и при тоа инволвирајќи и многу институции од македонското општество. Министерот Спасовски потенцираше дека и владата на Република Македонија преку низа активности, вклучително и планот 369, како и Министерството за внатрешни работи, во тесна комуникација и соработка со нашите европски партнери, отпочнаа соработа околу сите потребни нормативни, кадровски, технички предпоставки за реализација на реформите во УБК и особено во делот на механизмите за контрола на следењето на комуникациите. Одлуката е донесена, одговорноста е превземена, агендата, односно принципите се јасни. Сега влегуваме во фаза кога главен збор треба да имаат експертите, професионалците, сите оние кои што со својата стручност можат да дадат соодветна контрибуција во градењето на концепт што ќе ги задоволи надежите на граѓаните за функционално општество. Држејќи се строго до начелото на отвореност, средбите, дебатите, дискусиите, конференциите, каква што е ова, треба да ни дадат одговор како сето тоа да се конструира и да живее во пракса, рече министерот Спасовски.